кој доаѓа од Охрид. Тоа е една 26 годишна, Ана? Не? 24 годишна девојка Ана, која има оштетен слух и говор и живее во Охрид. Да. Сака нешто да ви каже едно многу необично искуство, дека почна да се моли изминатава година заедно со нас, нели? Ова е една група на глуви луѓе кои жеднеат за Божјото слово и вели минатиот вторник доживев, односно по втор пат, првиот пат мислев дека може би треба да исчекам да видам дали сум јас во право, дали доволно се следам и се познавам себе. Вели во вторникот кога се приклучивме на молитвата, после проповедта, после зборувањето, молењето, верувајте, прв пат во мојот живот јас слушав, бев однесена акустично некаде во друг простор. Јас слушав и знам дека се чувствував, не го разбирав јазикот кој доаѓаше до мене. Значи јас не знам како изгледа да се зборува, не ми беше јасно. И во срцето се помолив: Исусе Христе, какво е, шо е ова? Јас не знам шо е ова и само слушнав глас во срцето и ми вели: вака ќе прослушаш натре во срцето. Вака, да. И ова е вели нешто кое за мене беше духовна сензација. Јас сум глува практично, тотално глув човек. Меѓутоа, овај пат некако разбрав, три пати се случуваше. Значи веќе имам потреба да го кажам дека ова е навистина надприродно искуство. Да. Да. Тоа сакав кратко да ви кажам дека за мене е ова многу силно сведоштво и верувам дека Бог ми покажува дека сум на вистинскиот пат и дека навистина тој има на секоја душа на светов да му каже, да му шепни, да го осили. Не можам да ви кажам колку беше милозливо, колку то низ мене, низ себе си го чувствував сето тоа како глас. Да. Фала и слава на Христа. А истото искуство го имаше и незината мајка, која е исто така глува. Тања беше исто. Да. Кога дојдоа во Скопје, нели, еднаш кај Вера бевме дома и таја веднаш во моментот исто така кажа дека чудесно слушав некакви тонови, инаку ништо живо, нели, при ваков оштетен слух. Меѓутоа вели беше фасцинантно. Да, не можам да кажам колку беше за мене убаво како доживување. Слава на Бога. Слава на Исуса Христа. Ајде да се помолите. Молитва.